Владеачката партија ги обединува граѓаните на Република Македонија од сите верски заедници и етникуми. Ифтар вечерите се доказ за тоа дека ВМРО-ДПМН не е националистичка партија како што тоа го велат од СДСМ, туку партија која обединува и сплотува без разлика на вера и друга определба. Изминативе денови високи функционери на владеачката партија организираат ифтар вечери по повеќе градови во Македонија. Во пријатна атмосфера граѓаните сплотени вечераа во Кичево, Дебар и Струга. Жителите на овие населени места велат дека владеачката партија со ова им покажува голема почит. Во Дебар граѓаните искажаа огромно задоволство. Во ВМРО-ДПМН ифтар вечерите стана веќе традиција, што е гест за поздравување. Ние во ВМРО-ДПМН имаме голем број на државни партиски функционери кои се токму од муслиманска вероисповед и тоа е добро за поздравување и така треба да се продолжи и уиднина. Мислам дека овој чин што го прави ВМРО настојува да ги изближи луѓето без разлика на која конфесија припаѓа, дали на муслиманите, ромите, турците, албанците или пак македонците, сите заедно, значи заради тоа и се приредуваат ваквите ифтарски вечери. Ова представува, да речеме, еден гест на зближување. Онака ние меѓусебните односи, мислам, во нашиот град се хармонизирани, живееме одлично, меѓусебно се почитуваме, така да ова е еден пример како и понатаму треба да се почитуваме едни меѓу себе, да се сакаме и заеднички, нели, да живееме. И кичевчани се благодарни за ваквите организирани вечери од страна на ВМРО-ДПМН. Ова е одличен гест од страна на ВМРО-ДПМН. Тоа е пример да служи на другите партии како треба да се однесуваат кон другите верски заедници. Значи, ова е респект спрема муслиманската верска заедница, е големо признание кон нас и кон сите верници муслимани. Во чест на овој наш празник сме поканети на ифтар во овој момент и имаме голема благодарност и чест да бидеме присутни во овој чин. Кичево има долга историја за соживот на сите граѓани, бидејќи различностите во Кичево по етничка и по религиозна основа се доста присутни и овој крај е богат во минатото со соживот и ова е дел на како богатство на тој соживот, дополнително ја зголемува соработката и довербата помеѓу граѓаните и нивните различности. Секако ова е прилог понатамо во иднина луѓето да имаат поголема доверба и да се почитуваат помеѓу себе. На ифтар вечерата во Струга со верниците вечераше Цветко Грозданов од ВМРО-ДПМН, кому граѓаните му се заблагодарија што владеачката партија ја негува оваа традиција. Со нашите сограѓани, со нашите пријатели, заедно ќе учествуваме, поточно ќе ославиме ифтар и со тоа ќе прикажеме и ќе докажеме дека различитостите во верите не треба да бидат различитости помеѓу луѓето. Би сакал да напомнам воедно на сите граѓани од муслиманска вероисповест да им го честитам Рамазан Бајрам. Тоа што опозицијата го зборува, фактите зборуваат сосема нешто друго. Така да ние и во минатото и сега сме укажале и сме докажале дека не станува збор за националистичка партија, станува збор за партија која што има национални определби, нормално кој што ги почитува законите и уставот на Република Македонија. Ние сме партија која што кај нас членуваат граѓани на Република Македонија, меѓу кои во нашето членство во ВМРО-ДПМН имаме и граѓани со муслиманска вероисповест, имаме и со христијанска и со католичка вероисповест, така да партијата е отворена за сите граѓани во Република Македонија кои што ги прифаќаат определбите на ВМРО-ДПМН, програмските определби, затоа што сметаме дека ВМРО-ДПМН во дадениот момент е насочена кон економски просперитет на Република Македонија, со тоа што сметаме дека прашањето од економијата во дадениот момент е најбитно за секој граѓанин. Ние се трудиме да обезбедиме што е можно повеќе работни места, поточно да намалиме невработеноста, а воедно да донесеме и странски инвеститори, но им помогнеме и на домашните инвеститори како и можеле да ги остваруваат своите активности, поточно да остваруваат одреден приход. Со ваквите чекори ВМРО-ДПМН обединува луѓе од различни етникуми и верски заедници, па ифтар вечерите се само уште еден доказ за тоа.